Почитувани, СДСМ се залагаат за родова еднаквост само на хартија. Во реалноста е сосема поинаку. Всушност тоа е партија на женомрсци, луѓе кои малтретираат вработени и вршат мобинг врз жени. Дека е тоа така докажува одлуката на ЗАЕФ и СДСМ, кандидат за градоначалник на Лозово, да го предложат монструмот Ацо Велковски, досегашен градоначалник. Овој човек вршеше повеќе месечен мобинг и малтретираше жена, која претходно 14 години била вработена во општината, но како резултат на бруталната тортура, истата доживеа спонтан абортус на незиното 7-месечно бебе, а потоа беше избркана од работа. Сторијата на Виолета Колева е тажната реалност која живееме со СДСМ и тажната реалност со која се соочуваат многу жени со оваа власт. ЗАЕФ со тоа што го предлага Ацо Велковски како кандидат за градоначалник за Лозово, го одобрува мобингот и малтретирањето кој овој човек монструозно го вршел врз Виолета, но истовремено остава можност овој човек да малтретира и врши мобинг и во иднина. ЗАЕФ и СДСМ покажаа дека само лажно се залагаат за заштита на правата на жените. Се прашуваме, дали Сања Лукаревска, како потпредседателка на СДСМ, но и сите жени функционерки во СДСМ, би застанале во одбрана на жена од било која партија и дали би го осудиле овој, ваков или сличен чин на насилство? Никаде, а најмалку во политиката смее да има место за насилници и луѓе што малтретираат и вршат мобинг врз жени. Токму затоа ги повикувам Клубот на пратенички во Собранието на Република Македонија да реагира и да ја осуди одлуката на ЗАЕФ и СДСМ за кандидирање на Ацо Велковски. Истовремено ги повикувам и Хелсиншкиот комитет, Маргини, но и други невладини организации кои се занимаваат со заштита на човекови права да го осудат овој чин и да побараат одговорност. Очекувам реакција и од Народниот правобранител, но и од сите институции кои досега молчат во однос на овој случај. Време е за политика со јавна и силна осуда за секакво насилство врз жена. Скандалот за ваквото монструозно однесување на Велковски врз жена е доволна причина јавно да искажеме осуда за неговата повторна кандидатура за градоначалник на Лозово. Потребни се промени и ние ќе ги донесеме тие промени, а луѓе како Велковски нема да се повторат. Време е за Македонија за сите луѓе.